детските права има во воспитно-образовните установи. Голем број деца и минатата година биле изложени на насилство од страна на семејството и институциите, но и во рамки на училиштата, покажува извештајот на првата детска амбасада во светот Меѓаши. На SOS телефонот биле регистрирани 235 јавувања, од кои само 15 од деца, додека останатите биле повици од возрастни кои пријавиле повеќе од 460 случаи на насилство поврзани со децата. Од вкупниот број евидентирани случаи, 86 деца биле изложени на насилство во своето училиште, додека 84 деца се соочиле со семејно насилство. Децата и понатаму трпат, молчат и не пријавуваат насилство. Не веруваат дека ќе добијат подршка од најблиските, родителите, од училишните психолози, педагози, социјални работници таму каде што ги има или дефектолози. Тие ретко го пријавуваат насилството затоа што се плашат, не само дека на време ќе им се помогне, него и дополнително ќе бидат малтретирани во процесот на докажување на вината кон осумничениот. Тие се разочарани и обесхрабрени од страна на родителите, старателите, наставниците и понатаму молчат и таа. Извештајот покажува дека највисок процент на повреда на детските права има во воспитно-образовните установи. Најголем дел од пријавите се за психичко насилство од страна на наставниците кон учениците, што е загрижувачки податок, посочуваат од Меѓаши. Бараат од надлежните институции да преземат мерки и активности и да вршат постојана контрола на наставниот кадар. Токму затоа и апелираме до воспитувачите, до наставниците, до сите оние кои што се одговорни за тие млади детски животи, да бидат многу повнимателни и да знаат дека влијаат не само на едно дете или на 30 во тој клас, него целосно и на сите оние кои што ќе доаѓаат после нив. Со цел подобрување на состојбите со правата на децата и намалување на насилството, од Меѓаши препорачуваат родителите повеќе време да минуваат со своите деца и да разговараат за сите проблеми со кои тие се соочуваат, а центрите за социјална работа да посветат поголемо внимание на оние семејства каде има нарушени семејни односи. За намалување на насилството во училиштата и девијантното однесување кај учениците, потребно е да постои корелација меѓу центрите за социјална работа, полициските станици, училиштата и родителите.